Дневник на ТВ+. Останете со нас. 92.167 граѓани со право на глас. Политичките партии со предизборни ветувања. Павле Трајанов реизбран за председател на Демократскиот сојуз. На 15 јули своето право на глас може да го остварат 92.167 граѓани на општина Куманово, информира Општинската изборна комисија. Изборниот процес ќе се спроведе согласно препораките на Комисијата за заразни болести, посочуваат од Општинската изборна комисија. Во општина Куманово има вкупно 167 избирачки одбори, а право на глас на предвремените парламентарни избори на 15 јули имаат 92.167 граѓани, информира председателот на Општинската изборна комисија Драган Јовановски. Изборниот материјал во просториите на ОИ ќе пристигнат вчера, а во текот на утрешниот ден ќе биде доделен на избирачките одбори, велат надлежните. Ќе биде доделен на избирачките одбори утре недела, значи преку целиот ден. Ќе се распореди во пунктови на 16 пункта на територија на општина Куманово. Во понеделник на 13.7 право на глас ќе оствара 31 лице, од кои 12 се заразени со COVID-19, 19 се во самоизолација. Во нив ќе ова постапка ќе ја спроведат специјални избирачки одбори за сочинати од здравствени работници. Во вторник имаме 189 лица кои поради здравствени причини заради неможност болни и немотни ќе гласаат во домашни услови. Исто така во вторник ќе гласа и затворот, Кшење и старачкиот дом Зафир Сајд. Согласно препораките од Комисијата за заразни болести се врши дезинфекција на сите избирачки места пред одржување на изборите и после одржување на изборите. Избирачките одбори имаат упатствија како да се однесуваат на денот на изборите, ќе биде задолжително носење на маска, дистанца од 2 метри, значи и одржување на сите протоколи кои ги има дадено оваа комисија. На ниво на државата, според избирачкиот список, право на глас имаат 1.814.263 граѓани. Кандидатката за пратеничка од ВМРО ДПМН Кети Димковска на денешната пресконференција представи дел од проектите содржани во програмата Обнова на Македонија. Економска обнова со зголемување на економскиот раст. 50.000 нови работни места и пораст на животниот стандард на граѓаните, повисоки плати во здравството и повисоки пензии е она за што ќе се залага коалицијата за обнова на Македонија, доколку ја добие довербата на граѓаните за формирање влада. За ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, главен и основен приоритет е враќање на надежта и вербата на граѓаните во нашата држава Република Македонија. Потребна ни е економска обнова, а таа ќе дојде со 4 милиарди странски инвестиции, од кои 3 големи компании ќе дојдат во првите 100 дена од нашето владење. Зголемување на економскиот раст, намалување на вработеноста по 10%, односно 50.000 нови работни места и пораст на животниот стандард на граѓаните, подобар и поквалитетен живот за секого. Безкомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото се обврска која им ја должиме на граѓаните. Драги кумановци, не сме сите исти. Додека СДСМ, Зоран Заев и Оливер Спасовски се подготвуваат да отпуштаат илјадници вработени во јавната администрација, ние се обврзуваме за професионализација на администрацијата и зголемување на платите до 25% до крајот на мандатот или плюс 6.500 денари за секој вработен. За подобрување на животниот стандард на просветните работници, на здравствените, културните, социјалните работници, на вработените во судството, полицијата, во војската и на сите вработени во државната администрација и во јавниот сектор,
Платите ќе се зголемат и тоа со следното темпо. Минимум 5% со исплата на јунарската плата во 2021 година, минимум 5% со исплата на јануарската плата во 2022 година. Но имајќи во предвид здравствено-економската криза, предизвикана од вирусот COVID-19, можно е мало одложување на оваа мерка, но не повеќе од една година. Носителот на кандидатската листа на пратеници во изборната единица 2 од СДСМ и коалицијата Можеме, Оливер Спасовски од Куманово ги повика граѓаните на 15 јули да изберат сигурност. Покажавме дека можеме да се справиме со здравствено-економската криза. Вработивме лекари, даваме домашни платежни картички. Без каматни кредити ги помогнавме бизнисите, рече Спасовски. Се движиме по прав сигурен пат и со оваа изјава апелирам да излеземе на гласање, да ја отфрлиме опасноста и да избереме сигурност, рече вчера во Куманово носителот на листа во изборна единица 2 од СДСМ и коалицијата Можеме Оливер Спасовски. СДСМ носи сигурност и ова не е предизборен слоган, туку факт, потенцира Спасовски. Денеска цел ден имавме можност да слушнеме како се договара да се преврти трактор меѓу Дебарца и Охрид, како се договара сообраќајка кај Кичево. Актуелните носители на листи на ВМРО ДПМН се тоа. Кошмарот од кој што излеговме пред 3 години демне шанса да се врати, ете нови потврди за опасноста за која што зборувам. Христијан Мицкоски ги постави на листи Александар Николовски, Антонио Милошовски, Владо Мисајловски. Кој од кој поистурена рака на криминалецот Груевски. Да, ова се едни од најспецифичните избори пред кои што сме исправени, поради условите во кои што функционираме. Со задршка одиме во продавница, со задршка одиме во банка, во пошта, дури и на работа. Но одиме. Затоа е во прашање нашата екзистенција. И излегувањето на избори е една таква потреба. Затоа што се во прашање животот, здравието, екзистенцијата наша, на нашите деца, на фамилијата дома и иднината на државата. За да продолжиме да живееме сигурно, во сигурна држава, ние едноставно мора да излеземе на гласање и да гласаме за Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Можеме. Покажавме дека можеме да се справиме со здравствено-економската криза. Вработивме над 700 лекари и над 1000 медицински сестри. Обновивме 30 болници и ургентни центри за само 3 години. Даваме домашни платежни картички без каматни кредити, ги помогнавме бизнисите, спречивме и економски крах, потенцира носителот во втората изборна единица. Од ВМРО ДПМН на се противеа. За нив, се што не е тендер, со провизии во лични джебови, не е добро. И најважно, денес се живее во слобода. Никој не планира семејства во Ендек, да не тегне за уши, не гаси лифтови на баби и дедовци, не удира бокцови во фаца на жени, не прави монструозни планови за намерни сообраќајки, не става пломби на бизниси, не се заканува и не уценува млади луѓе со партиска книжка за вработување. Денес има грижа за сите. Многу сработивме, можеме и повеќе и подобро. Но тоа е можно во осигурена држава, со затворени билатерални прашања, со осигурен идентитет, со осигурено членство во НАТО и перспективи во Европската Унија и со развојна економија. Почнавме и треба да продолжиме по правиот пат. Гласот за СДСМ на овие избори е глас за безбедностна сигурност, за економска сигурност, за политичка сигурност. Гласот за ВМРО ДПМН е глас за дестабилизација, хаос и опасност по сите основи, рече Спасовски. Председателот на Општинската организација на Нова социјалдемократска партија и актуелен советник Благочи Акимовиќ денеска ги повика граѓаните масовно да излезат на гласање и да ја поддржат коалицијата Можеме и носителот во изборната единица 2 Оливер Спасовски. Почитувани сограѓани, почитувани членови и симпатизери на Нова социјалдемократска партија. На овие избори се носи клучна одлука во клучен момент за нашата земја и нашата иднина. Дали одиме напред
дали продолжуваме со развиениот свет или ќе дозводиме блокада на нашите шанси и ќе се вратиме назад во лошото минато. Сечи глас е важен и со право се обраќам до сите наши граѓани, македонци, албанци, срби, роми, турци, власи и други, да излезат на 15 јули и гласаат за иднината на земјата, за иднината на децата, да ја поддржиме коалиција Можеме, со која ќе продолжиме уште повеќе, уште подобро. Па затоа, почитувани сограѓани, почитувани членови на Нова социјалдемократска партија и симпатизери, ве повикувам масовно во среда на 15 да излеземе и дадеме глас за коалиција Можеме, подреден број 3, предводена од носителот во изборната единица број 2 и актуелен премиер, нашиот сограѓанин господин Оливер Спасовски. Една изборна единица и намалување на бројот на пратеници е само дел од она што се залага Граѓанско-демократската унија. На 15 јули граѓаните масовно да излезат за Европска Македонија, порача од Куманово, носителот на листата во изборната единица 2 од Граѓанско-демократската унија, доктор Енсер Јусуфовски. Граѓанско-демократска унија се залага за една изборна единица и намалување на бројот на пратеници, бидејќи сметаме дека секој глас треба да биде чуен и да биде застапен во законодавниот дом, изјави во Куманово носителот на листа во изборна единица 2 од ГДУ Енсер Јусуфовски. Со овој начин на гласање, со овој начин на распределба на гласовите, останува еден дел кој што се губи во самиот процес на пресметување за колку пратенички мандати ќе добијат определени партии. За да не се случи тоа, ние предлагаме покрај една изборна единица и отворени листи, тоест граѓаните да знаат за кого гласаат. Бидејќи, еве како што знаете сега, ние помалите партии сме во еден медиумски мрак, за жал. Тешко доспеваме поради големите играчи на политичката сцена, доспеваме до националните медиуми за кои што одделуваме средства и ние и вие и сите заедно и со тешки маки наоѓаме медиумски простор за да се презентираме поблиску до граѓаните. А вие знаете сега, ако не се медиумите, вие не можеме да имаме блиски контакти заради новонастанатата пандемиска ситуација. Јусуфовски ги повика граѓаните на 15 јули масовно да излезат и да гласаат за Европска Македонија. На 15.7 ги повикувам сите граѓани на нашата држава да излезат во што поголем број, да гласаат, да го дадат својот глас за оние опции, пратеници и партии за кои што мислат дека ќе ги представат сите нивни барања и ветувања што се дадени во предизборната кампања и дека во иднина после 16.7 ќе бидат формирани сите коалиции или новата власт која што ќе ги реализира дадените ветувања и конечно ќе тргнеме кон вистинскиот пат за Европската унија која што нетрпеливо, да речам, не чека и ние нетрпеливо сакаме да тргнеме еднаш за секогаш кон тој убав пат. Изборната платформа на ГДУ предвидува политички реформи, реформи на изборното законодавство, правна држава и правна сигурност, промена во областа на финансиите, јавната потрошувачка и даноците, измени во образованието, во здравството, економијата, а ГДУ се залага и за зелена индустрија, за здрава животна средина. Демократскиот сојуз денеска го одржа 6-тиот конгрес во Скопје, на кој ги презентираше своите програмски приоритети под мотото за Европска Македонија и учеството на претстојните парламентарни избори. Конгресот се одржа во духот на одбележувањето 20 години од формирањето на Демократскиот сојуз, за што зборуваше председателот Павле Трајанов. Демократскиот сојуз во парламентот ќе предложи нов закон за борба против организираниот криминал со конфискација на криминално стекнатиот имот и забрана за политичко действување. Трајанов најави и уставни промени за прецизно дефинирање на одговорноста на судии и обвинителите, но и други системски промени околу можноста за распуштање на парламентот. Импичмент на председателот на државата, преиспитување на бандетеровото мнозинство и други решенија со кои ќе се јакне граѓанскиот концепт на државата.
Во текот на изминатото деноноќе на територијата на државата по однос на мерката за неносење лична заштита на лице, регистрирани се 357 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел справување со COVID-19. Во продолжение вестите од Македонија. МВР ќе ги засили полициските патроли долж источната рута која стана актуелна за криумчарење мигранти. Министерот за внатрешни работи Наќа Чулев од Струмица кажа дека регионалниот центар за гранични работи Исток ќе биде засилен со дополнителен број полицајци со оглед дека последниот период мигрантите се криумчарат преку Богданци, Валандово, Радови, Штип, па се до српската граница. За неполна недела околу 300 мигранти беа откриени во 3 случаи на криумчарење, 200 кај Богданци и 100 кај Струмица. Возачот на битолското комбе што се преврте се уште не е пронајден, додека останатите кривично ќе одговараат. Министерот Шулев вели дека во последниот период секојдневно по 100 мигранти се обидуваат да влезат во земјава од кампот Муриес преку планината Беласица. Чулев не ја отфрли можноста во криумчарење на мигрантите да бидат вмешани и полициски структури, а веќе работат на откривање на помагателите за организирање на групите на јужната граница. Министерството за здравство информира дека во јули 66 доктори на медицина го положиле стручниот испит и се стекнале со лиценца за работа од Лекарската комора на Република Северна Македонија. Министерството за здравство стапило во контакт со сите 66 ново лиценцирани доктори на медицина, а повеќе од половината од нив изразиле желба да работат со ковид пациенти. Работата во траење од 6 месеци се спроведува во јавните здравствени установи, здравствени домови и општи болници со проширена дејност, што вршат дејности и на примарна здравствена заштита во дејностите на итна медицинска помош и домашно лекување, превентивна здравствена заштита за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа. Одредена површина на житни насади вчера изгорела во аторот на селото Слупчане. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на дента имала една интервенција која траела околу половина час. Во село Слупчане на запалено жито со непозната површина. Стои во дневниот билтен од регионалниот центар за управување со кризи. Времето од денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 33 степени, а минималната беше 17. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно со врнежи од дожд. Деневната температура ќе достигне до 27 степени, а утринската ќе биде до 12. Веднаш по дневникот проследете го интервјуто со кандидатот за пратеник од СДСМ и коалицијата Можеме, Мартин Костовски. Ви посакувам убава и пријатна вечер. Довидување.